А сега вести о теми кои никогаш не сме ги имале. Нешто општествено важно? Не, одбојка. Се селиме во салата Македонија, каде што се одржува уште еден меч кој го имаме гледано многу пати. Така е студиово теќе мечот за префрлање на одговорноста за бегството на Никола Груевски. Као што може да забележите, публика нема затоа што на публиката е до тука дојде, ја и мене ми е до тука дојде, но некој мора да го работи и ова. Еве, МВР до судот, така е, судот до МВР. МВР повторно назад до судот, судот повторно до МВР. Ете, а топката завршува СЈО. Ова станувам доста досадно. За да не биде волку досадно, до мене викнав еден експерт кој што не знам ни како се викате, но не е ни битно. Кажете ми, што може да очекуваме од овој надпревар? Па ништо нарочито, како и секој пат кога имало пропусти во кај нас, може да очекуваме само префрлање на топката од еден на друг без никој да поведе одговорност. Меѓутоа најважно е од се публиката да се држи во тензија, малку да биде интересно. Добро, да се вратиме на утакмицата. МВР ја префрла топката до Министерство за правда. Министерство за правда ја носи топката до гранична полиција, Агенција за млади спорт. Кажете ми каква врска има Агенција за млади спорт со бегството на Груевски? Реално нема никаква, меѓутоа мора малку шарено ликост да се даде за публиката. Знаете како, тие сепак се млади, тие утре ќе бидат носители, мора да ги вклучиме малку со старите и доколку не се тие присутни тука, фокусот би бил само на овие институции, али важно е да биде интересно тоа за публиката и да не бидете изненадени доколку ја префрлат топката сега дури и до црвените кмери. Добро, а кажете ми, која е задачата на селекторот? На селекторот има огромна задача, меѓутоа како што може да видите, тој Грицка Семки нема ништо иновативно, стара тактика, многу пати видена до сега. Това е убаво општество, преко мрежата, така, браво. За префрлање на топката и него кој ќе му ја дадат тоја враќа, ништо ново едноставно, ништо ново. Добро, и до кога ќе трае овој досаден меч? Додека не искут на публиката, меѓутоа секако ќе заврши нерешено, така да победник нема да има. Чекайте малце, сакате да ми кажете дека овој надпревар е наместен? Па, јас мислам дека се е договорено, меѓутоа, што ви е тоа вас битно воопшто мислам? И ова е многу тажно, драги гледачи, јас предлагам да се исклучиме веднаш. Не знам зашто до сега не се исклучи овој. Не знам ни јас. Не ми е. Не, молам јас. Значи, молам никако. Кој беше тоа? Ти? Па, ти ли беше? Абе, што си играте дрндук? Абе, ки ви